Почитувани гледачи, добре ни дојдовте и во ова издание на Неделниот микс. Имам големо задоволство и чест во продолжение да разговарам со исклучителна личност. И еве кога ќе ви кажам за кого станува збор, верувам дека голем број читатели секако ќе се согласат дека незините книги кога ги читаме навистина будат посебни емоции. Јас искрено да ви кажам многу често и плачам кога ги читам незините книги, и тоа баш и го спомнав. Во секој случај имаме многу убав повод за денешното гостување на Тина Иванова, која е музиколог по професија, пишува поезии, раскази, монографии, критика, книги за деца исто така. Повод е значи незината нова книга Денсе Макабре и секако имаме многу што да разговараме токму за оваа нова книга. Тина, добре ни дојде. Добро ве најдов. И добро те најдов, Марија. Рековме дека на ти, иако јас мислев на вие, меѓутоа добро. Ти благодарам за поканата. Секогаш ми е пријатно со тебе. И мене исто така ми е пријатно кога имаме убав повод за гостување и многу ме радува што некако последна година ми се чини ми гостуваш со многу убав повод, а тоа е твоја нова книга, која што се чита повторно како и твоите други книги во еден здив. И ова книга буди многу посебни емоции, змешани емоции, од тага, може би на некои ситуации искрено мене и без, но така е, малку и гротеска, има и хорор, во секој испреплетени, како што спомнав, емоции. Во секој случај, ете да почнеме од насловот. Денс Макабре. Зошто токму овој наслов? Да, насловот е познат и е универзален, многу уметнички дела се создадени со таков наслов и музички. Францускиот композитор Камил Сен-Санс има едно прекрасно дело Данс Макабра, инаку на германски е Тотен танц и Франц Лист има дело под тој наслов. Зошто таков наслов? Се мислев помеѓу неколку наслови, меѓутоа на крај излезе Данс Макабра заради тоа што на некој начин ги поврзува сите раскази во едно, бидејќи сите раскази, сите 8 раскази се врзани со една иста тематика, а тоа е на некој начин алегориско прикажување на смртта. А Данс Макабре во буквален превод значи танц на смртта. Ми беше најсоодветен насловот и мислам дека во него се содржани многу подслоеви. Сега да не го разглабаме насловот, тој е, како што кажав, познат. Меѓутоа ја слави смртта, ама од друга страна го слави и животот. Танцувајте смртта, радувајќи му се на животот. Така што и моите раскази, иако се бават со смртта на различни начини, прикажана во различни форми и димензии, сепак на крајот се заклучува дека треба да го славиме животот, затоа што смртта е неизбежна. Единствена работа што знаеме дека ќе дојде, нели е таа, смртта. Не можеме да ја избегнеме, затоа сме сигурни дека ќе дојде. Но токму поради тоа, треба да го славиме секој миг на животот. Затоа е танцувајте Данс Макабра, танцувајте. Да. Танцувајте со смртта. Да, како и да звучи тоа, во секој случај порака која што се испраќа апсолутно дека додека сме живи, додека сме присутни, да максимално го искористиме позитивното на животот. Точно, да. И многу се пишувало за смртта и низ историјата, многу поети, многу писатели како тема ја одбрале смртта. Ете и не само за смртта, и за животот и за љубовта, затоа што тоа се нешта кои што нас не инспирираат. Сите уметници ги инспирираат, но и сите луѓе да прават било што во животот. Како што кажав, знаеме дека како и се друго и животот има почеток и крај. Па ајде да го направиме тој средишниот дел најубав колку што можеме. Да, како што спомни ти, да не помислат сега гледачите дека само за смртта се пишува, тука се испреплетени различни теми, љубовта исто така многу присутна, различни животни ситуации. Да, меѓутоа трагично завршуваат сите раскази, не случајно е така, сакав да ги врзам, како што кажа, во една иста тематика, но не значи дека смртта е крај. Тоа апсолутно не значи. Зависи човекот каква перцепција има за животот и за смртта. Но внатре во расказите има многу љубов, огромно почитување на секој миг од животот,
многу хумор, според мене, иако мојот рецензент и мојот издавач ја оценија како книга која што се бави со готик елементи и со помалку хорор. Да. Но не е хорор во таа смисла. Не е класичен хорор. Не е класичен хорор. Има некои паранормални нешта, елементи, некои фантазмагорични работи кои што го тераат, би требало да го натераат читателот да размислува. Има подконтексти, да чита меѓу редови. Има многу, да. Да, и многу символика и многу суптилни работи кои што верувам дека секој читател ќе се пронајде во некој од расказите. Случувајќи му се некаков вид на не трагедија, ама секој од нас во животот поминува и низ неубави моменти. Меѓутоа, ретко кој може тие да ги искаже со зборови или да ги напише на хартија, а јас се потрудив на трагичните моменти, ставајќи ги на хартија, да им дадам свечен тон и на крај триумфален тон. Да. Како што и во некои дела музички завршуваат со трагично, завршуваат славејќи ја смртта, но триумфално. Па така и јас се потрудив тоа да го направам и не знам колку расказите токму така и завршуваат, како што спомна. Да. Триумфално. Да спомнеме дека има некои и магични моменти, ако може така да се каже, се спомнуваат ликови, историски поети, по-конкретно мислам тука на Джакомо Леопарди и на Хайнрих Хайне, кои што се представници на романтизмот. Се спомнуваат во расказот како да се присутни и сега тука, во Скопје. И тоа е многу интересно да некако ги оживуваш буквално. Тука се во хотел Бристол живеат. Ни помалку, ни повеќе, баш тука. А и во хотел Бристол се случува Бристолските вечери на поезијата, што е некако многу интересен контекст за читање, а многу близок од друга страна, како навистина, бидејќи се случува освен на еден расказ каде што е во Италија, сите 7 раскази останати се во Скопје. Во Скопје, да. Тоа се места каде што ние поминуваме, дури и временски се во денешно. Места во кои каде што поминуваме, места каде што живееме, места кои што ги гледаме и овој расказ што го спомна Бристолските вечери на поезијата, да, Хайнрих Хайне. Да, Хайнрих Хайне. И Леопарди. Зошто морам да токму тие? спомнам дека Леопарди ми е мене голема инспирација, силна инспирација и можеби се чувствува во овие раскази. Јас сакам таа негова мрачна страна. Многу ја, според мене, Бристолските вечери на поезијата е најинтересен расказ, затоа што станува збор за младиот поет Радован, кој што е веќе мртов во суштина. И тој умира, но се наоѓа, потоа тој не знае дека е мртов, оди во хотел Бристол за да ја чита својата собствена поезија на фестивал. И не знаејќи дека е мртов, му даваат соба со 3 кревети, се чуди зошто има 3 кревети, и наеднаш во собата влегуваат Хајне и и Леопарди. Фантастично. Така што на крајот од расказот мислам се сваќа дека тој цело време бил во суштина мртов, меѓутоа неговата поезија продолжува да живее. Суштината на тој расказ и на сите раскази е дека и покрај тоа што човекот умира, неговото тело го снемува, продолжуваат да живеат неговите дела. Не умираат, така што делата на Леопарди, живеат. Така. Па да, во случајот се во хотел Бристол. Хотел Бристолските. Бристол е затворен. Ако некој се обиде да отиде, можеби ќе ги сретне. Колку ова са и да звучи. Но како што спомна Тина, читајки не е сега само хорор, мислам, пак се провлекуваат различни стилови. Има и хумор, стилови. да не ги плашиме читателите, има и хумор. Имам во секој случај многу емоција. А кога сме кај емоциите, мене од сите раскази најемотивен ми беше книгите на Софија Белмондо, тој расказ. И ако се согласуваш, може ми нешто да прочитаме. Еве, повели, ако сакаш да прочитаме, може и јас, ако сакате да ја кажам, идејата за овој расказ. Може, секако да. Значи, мојата мајка се бави со книги, продава книги, на плоштад продаваше, сега има нова локација. И наеднаш од град Скопје дојдоа да ги уништат сите книги, односно да ги преселат. Меѓутоа, голем дел од книгите се беа фрлени во Дрисла, беа уништени. Мене тој момент многу силно ме погоди емотивно
а од друга страна па ми беше инспирација да го напишам и овој расказ. Сега нели се е во животот инспирација, ама тој момент кога јас со мојата мајка сум многу силно поврзана, особено со незината професија, бидејќи ние пораснавме со неа читајќи ги сите тие книги кои што она ги продава и сега наеднаш светот ви се руши пред очи, нешто за кое што давате многу љубов во животот, некој доаѓа и го фрла тоа во дрисла, вистина е трагично. Така што да, тоа сакав да кажам, овој расказ е инспириран од реално случување. Па не знам кој дел да го прочитам. Мене Може исто би и крајот почетокот или крајот. Мене крајот ми е многу така емотивен, бидејќи сепак тука зборуваме за продолжување на делото. Па да, еве сосема на крај. Марчело остана во Скопје уште една недела по погребот. Заминувам да ве известам дека веќе нема да доаѓам во овој хотел. Во моментот кога го оставаше клучот на рецепција, задзвони телефонот. Господине Марчело, ве бара италијанскиот амбасадор, можете да зборувате. Секако и тука е италијанскиот амбасадор и Италија се спомнува и во овој расказ. Многу често, да. По неколку месеци на плоштадот никна прекрасна бела скулптура на жена која продава книги. На неа беше изгравирано: не постоеше никој друг кој толку многу ги сакаше книгите. По една година Скопскиот плоштад почна да го носи името Плоштад Софија Белмондо. Во нејзина чест беа поставени уште 20 нови кукички наменети за продажба на книги. Јас не знам што се случува и вчера почитувани гледачи се јавив на Подобро Тина да не читаме. со солзите и реков: Тина, дали само јас од сите твои читатели плачам? Рече: не си единствена. Не. Што плачам. Многу ми се јавија и за претходниот роман особено. Многу ми се јавија, тоа често кај жените се случува. Меѓутоа и кај мажите еве добив позитивни критики. Какви се реакциите од публиката? Па за многу сега? интересни. Позитивни се сега, мене ми кажуваат позитивно, можеби некој не сака да ме навреди, можеби некој ќе каже за книгата дека е лоша, ама најважно е за мене, прво е најважно е за секој читател да се чита. А второ е најважно да не остане читателот рамнодушен. Или да поттикне кај него некаква креативност, инспирација, и еве солзи како кај тебе сега, или бес или гнев. Ама важно е да има емоција. Многу е лошо кога е некој рамнодушен. На било какво уметничко дело, не мора да е литература. Пишувајќи ја книгата, јас влегов во сосема друг свет. Не постоje во овој свет. На вистина. Се фокусираше максимално, значи на... Че максимално се фокусирав, не бев тука, не бев присутна. Бев целосно внесена во текот на приказната која што ја пишувам и ми се случуваше да одам по улица и да како да лепдам. Јас сум како да сум дел од приказната. Каде што има еден расказ се наречен Двогледот на Милица Овчарова. И таа се работи во една агенција маркетинг, меѓутоа спроти неа има една жолта кукичка која што треба да се руши. Јас често поминувам таа жолта кукичка, на вистина постои во Дебар Мала, јас често поминувам од таму и верувам дека наскоро ќе се сруши. Меѓутоа исто така и расказот Двете старици на клупа пред Буњаковец. Да. Јас таму поминувам често. Дури денес кога ги поминувам овие локации за кои што пишувам, мене пак ми се навраќа приказната од расказот во моите мисли. Исто и Виктор и жената со климата, приказната се случува на познатата Скопска улица Максим Горки. Практично јас го пишувам местото пред Дисциплина, бутикот, меѓутоа овдека е наречен Велвет. Многу се испреплетени реалните места, реални случаи со фиктивни случаи, односно фиктивно завршуваат. Почнуваат реално, а завршуваат во сосема неочекувана насока. Тоа сега да кажам, неочекуван ток, и си некако можеби на почетокот си мислиш така, расказ, лежерен ќе биде, но потоа се случува таков заплет, пресврт кој што не води во еден сосем друга насока. Во една насока која што е и тоа е голема вештина. Јас додека го пишував ова, јас самата не знаев каде ќе завршат расказите. И очигледно не може да се пишува по план, туку спонтано се случува и доаѓа пишувањето. Веројатно некои пишуваат по план. Веројатно прво некои го имаат сето тоа во глава, па потоа го ставаат на хартија, концептот и организацијата на самиот расказ и формата имаат во глава. Кај мене не е така. Јас сум
самоук писател. Немам завршено книжевност. И баш мислам дека тоа мене и ме релаксира, затоа што не се оптеретувам со форми, со тоа дали, не знам, дали расказите или било што ќе биде по книжевни норми. И мислам дека тука сум во предност. Да. Послободна. Па послободна сум. Тоа исто како композиторите завршуваат композиција, има и они онакви кои што се самоуки. Нели музичари, мислам дека тие се многу по ослободени од стегите, од академските стеги, кои што некој човек го водат цел живот. Така што немав план, имав план да пишувам раскази, но немав план како, во кој правец ќе отидат, па и самата од себе се изненадив како во кој што се излезе од мене. Да, точно. Ги спомнавме ти на емоциите и равнодушноста и ми се чини дека во ова време во кое што живееме, како повеќе да се кријат емоциите, како да се трудиме повеќе да изгледаме равнодушни, но еве сепак спомнуваме еве дека читателите во најголем дел имаат емоции, значи ќе покажеш тага без солзи. Кое е твоето мислење во однос на емоциите? Важно ли е да ги имаме, да ги покажуваме? Во право си, во последно време како да се срамиме да покажуваме емоции. Многу е важно да ги покажуваме емоциите. Многу е важно да ја покажуваме љубовта и бесот, заради тоа што и тоа прво е, можеби е себична некоја работа. Прво се ослободуваме ние самите себе си, а второ му покажуваме на другиот што навистина чувствуваме. Кога ќе излеземе на улица, некои нели не прашуваат како си, на сите им викаме да, супер, добро сум, меѓутоа не сме добро. Можеме на некој да му кажеме јас не сум добра. Во последно време не ми е добро. Имам проблеми, тешко ми е. Може ли да разговараме? Ајде, помогни ми. Така, еден разговор ќе ни помогне. Или емоција, покажување на емоција на бес или на тага. Најмногу мислам дека се плашиме да ја покажеме емоцијата на тага. Се срамиме од плачење пред друг, што е лошо. Сега ја не сум овде некој психолог, ама тргнувам од себе и мислам дека човекот мора да се ослободи од тие стеги, затоа што многу полесно ќе живее така и него ќе му олесни, а и другиот ќе го разбере многу поискрено. Да. Всушност, искреноста ни манка, ни недостига. Затоа што ако постои искреноста и вистинските емоции ќе излезат на виделина. А во последно време искреност тешко. Тешко луѓето се искрени и пред самите себе и пред другите. И затоа и многу повеќе се интензивира она лицемерие меѓу луѓето. Мислиш ли дека дигиталниот свет, односно социјалните мрежи тоа го потикнаа? Излегува дека сме многу поосамени со луѓето кои што ни се околу нас, можеби не се дружиме доволно, но затоа сме активни, да кажам, со луѓе кои што можеби доволно не ги познаваме, со некој лајк, со коментари на Facebook, што луѓе физички не ги гледаме воопшто. Точно се отугивме многу од нашите луѓето кои што ни се блиски, од семејствата. Дури јас себе имам 2 деца, син ми од другата соба на Вибер ми пишува порака. Се отугивме, навистина, а на социјалните мрежи, да, точна ти е забелешката, се дружиме со луѓе кои што нити нешто ни значат, нити некогаш можеби ќе ги видиме во животот, нити ќе ни помогнат. Нити не познаваат доволно, нели? Никој не познава, а се оддалечивме од семејствата кои што живот значи. Мислам, семејството е најубавото нешто на човекот на кој што може да му се случи, а ние го запоставивме тоа на сметка на тоа да се промовираме себе си на било каков начин на паралелниот свет, социјалните мрежи, а со тоа ништо не добиваме. Апсолутно. На почетокот од книгата има посвета, односно наместо посвета, на некој начин посвета на вашиот татко. На мојот татко, да. Колку ти е важна поддршката од најблиските, од родителите, од луѓето кои што најдобро те познаваат? Многу, премногу. Без нив немаше да бидам ова што сум, затоа што моите родители, па и сите, и брат ми, и сестра ми, сега и моите деца, и пријателите, во текот на мојот живот ме поддржувале во секоја моја идеја. И многу сум им благодарна за тоа, што и да сум посакала, па ми давале, да не кажам, црвен тепих ми послале, па чекори во тој тепих, затоа што ќе се свати погрешно, дека сум ја некоја размазана.
не сум, во секоја идеја ме поддржале, дури и мајка ми и татко ми, особено и двајцата, се гордеат со мене. Колку и да звучи смешно, самата себе... воопшто. Се фаќам самата себе како го зборам ова, не ми е пријатно. Емоции се, нели? Не ми е пријатно затоа што мајка и татко ќе си рече некој, па нормално мајка и татко на своето дете ќе му кажат дека е нели најдобро, најубаво. Меѓутоа кај нас во семејството не е така и затоа да не ме свати некој погрешно. Многу ме критикувале во животот. Што и да ако погрешам нешто ме критикуваат и тоа мислам дека е вистинска насока, ти го даваат правецот по кој што треба да се движиш. А конкретно за пишувањето добивам огромна поддршка и затоа оваа книга му ја посветив на татко ми кој што најсилно ме поддржува во тоа што го работам, односно пишувањето. И порано како новинарка, татко ми бил репер. Така што јас бидејќи вашиот татко исто така е новинар. Да, пишувањето го почнав како новинарка, не пишував романи. Првиот роман ми беше Кругови, но пред тоа кога сте новинар во дневен весник, вие ги пишувате сите текстови, секој ден пишувате текстови како на фабричка лента на различна тематика и веќе ви станува пишувањето рутина. Да. И рутина, но и голем предизвик. И тоа е креативност огромна. Ја легнував пред да си легнам да спијам, размислував следниот ден што ќе пишувам во утрински весник. Цело време мозокот ви работи во тој контекст, во контекст на пишување. Така што овие книги дојдоа следствено на тоа. Не се баш туку така. Ајде сега наеднаш од никаде ќе пишувам книги. Тина исто така пишуваш и книги за деца и ако не се лажам се најавуваат наскоро книги за деца. Кажи нешто повеќе за тоа. Да, 5 книги за деца треба да ги издаде литература во септември. Книгите се инспирирани од Моцарт, големите музички мајстори Моцарт, Бетовен, Бах, Чајковски и Верди. И само се инспирирани, не се омаш на нивниот живот или во нив не е раскажана приказната на големите композитори, сосема автентични приказни се. И се надевам, едукативни се, и се надевам дека ќе разбудат креативности кај малите деца. Тие се наменети за деца од 5 до 10-11 години, така нешто. Врз база на тие приказни правевме и театарски пиеси, камерни, во книжарниците на литература и наидовме на вистина на огромен... Голема посетеност имаш. Да, голема посетеност, но и многу позитивни критики, затоа што таков тип на представи едукативни, особено приказни посветени на музичките мајстори, нема кај нас. Се надевам дека ќе бидат успешни. А потребно е децата многу повеќе да ги едуцираме токму за нив и за класичната музика генерално. Да, затоа што представите, кои што јас ги нарекувам мини камерни пиеси, не се само глума, туку се музичко-театарски пиеси и музиката која што се изведува е музика од делата од Моцарт, Бетовен, Бах. Така што и преку приказната децата, кога ја слушаат музиката, се едуцираат за музиката на големите мајстори. Дури по представите некои мајки ми се јавуваат да ми кажат дека децата дома им барале самите да слушаат музика од Бах. Тоа е голем комплимент. Апсолутно е така. Ти си исто така мајка, нели спомнавме, и што ти е важно во воспитувањето на децата посебно да го истакнеш? Каква да биде и генерално на нашите гледачи кои што не гледаат, кои што се исто така како нас родители, таа релација со детето каква да биде? Ето, од твој аспект. Јас го продолжувам истото нормално со апгрейд, онака како што ме воспитувале мајка ми и татко ми, затоа што тој начин на воспитување ми се допаѓа, а тоа е да бидете пријател со вашето дете, да влезете во неговата кожа. Често си го враќам филмот наназад, јас што сум правела на тие години, и веднаш се смирувам, бидејќи ако е нешто што мислам дека е лошо или неубаво, свикам, па добро, јас истото сум го правела и тоа се фази низ кои што поминуваа секое дете. Најважно е разговор секојдневен, според мене. Понекогаш децата не се расположени за разговор, но морате како родител да најдете поинаков пристап. Дали низ, не знам, чај, кафе, палачинки ќе правам, па
низ палачинки, ќе се отвори детето. Сега моите деца веќе пораснаа, големи се, меѓутоа за помали деца се наоѓаат, полесно се наоѓаат начини на разговор. Моите деца, ќерка ми има 19, син ми 15 и се не можете да ги лажете и да ги манипулирате нормално, но веќе јас воспоставив со нив еден пријателски однос, разговараме многу отворено за сите теми, така што мислам дека најважен начин во воспитувањето е блискоста. Блискоста која што се гради низ разговор. Секој дневен разговор на различни теми за да знаете што му се случува на детето во животот. И да го разберете и да му дадете совет. Ако родителите не го разберат и не му дадат совет, кој друг ќе го разбере? Таа релација се гради уште од мали нозе. Нема друг, вие и колку и да сте стари, еве јас за сега во јуни ќе правам 49 години, јас се уште моите родители ги гледам како моја подкрепа, мои чувари. Да, така. Нема кој друг. Апсолутно е така. Тина, пишувањето предоставува лек. И тоа и психолози и социолози го кажуваат и многу често нели се препорачува дури мислите секојдневни да се пишуваат на лист хартија, секако и твојата инспирација е неисцрпна. Ти посакувам секогаш така да биде и да ни подаруваш вакви преубави четива. За тебе пишувањето, како би го опишала ти пишувањето? Што за тебе представува? Па јас најчесто бегам од реалноста на животот, од животните проблемчиња. Во исто време сакам да живеам во тој паралелен свет во кој што самата си влегувам. Тоа се нови куќи, нови згради, нови улици, поинаква природа, луѓе со поинакви насмевки. Ги гледам истите луѓе, меѓутоа во мојот свет тие се друг, поинакви. И кога ќе навлезам во тој свет, кој што потоа ќе прерасне во некое вакво четиво, мене сите проблеми ми поминуваат. Многу ми е полесно да ги решавам понатаму. На некој начин бегство, исто како и секој уметничко дело, сликарот кога слика или композиторот кога компонира. Бегство е и кога одите кога вежбате на вежбање, да, во фитнес клуб. Бегство е кога пешачите час време по кеј. Но не е вистинско бегство, не ме разбирајте погрешно, никој не може да избега од проблемите или од животот. Но тој тип на бегство потоа ве враќа многу посилни за да успеете во реалните проблеми, во решавањето на реалните проблеми. Апсолутно е така. Каде можат гледачите да си ја купат Данс Макабре? Да спомнам дека книгата е во издание на Темплум. Голема благодарност до издавачот Никола Гелевски. Инаку книгата може да се купи во сите книжарници, мислам дека најмногу ја има во Или, ја има во Илика, во Чудна шума, во книжарницата под отворено небо, на Рекорд, така што да, ја има секаде. Одлично. Ете, почитувани гледачи, предлог што да прочитате овој викенд. Тина, благодарам за секогаш пријатниот разговор, така беше овој, се надевам, и за гледачите, за мене дефинитивно да. Мене беше одлично, благодарам на поканата. До некоја следна книга, до некој следен убав повод, биди ми поздравена и ти, а и вие почитувани гледачи, бидете заедно со нас и во продолжение, бидејќи продолжуваме со нашите содржини.